Во Македонија се фрла толкава количина на храна која што е доволна за да се нахрани барем третина од Тетово. Ова го тврдат од засега единствената банка за храна во земјава, организација која се залага за воведување на закон за донирање на вишок од храна. Тие имаат добиено проект финансиран од Европската Унија, чија главна цел е да се воведат постапки со кои вишокот на храна ќе се доставува до оние на кои им е најпотребно. Но овие теми се разговараше на денешната работна средба, која се одржи во Центарот за развој на Полошкиот плански регион. Колку законот може да помогне во справувањето со гладот во Македонија, бидејќи ние велиме дека гладот е најтежок вид на сиромаштија, може многу, бидејќи ги знаеме европските искуства, знаеме што се случува таму, искуството веќе 10 години сме на истата маса со сите тие големи банки за храна широм Европа, споредбено со нивната ситуација, законот доколку се донесе и почне да се имплементира онака како што е предвидено, слободно може да кажам дека ќе имаме многу вишок храна, ќе нема на кого да ја дадеме. Додека не се донесе законот, во Македонија не постои терминот вишок храна. Во законот се предвидени одредени работи, значи да речеме храната, која што ќе постои еден систем, го викаме систем оператор, тоа е алатка која што негде кај ќе стои, дали во труд и социјала или во земјоделие, ќе видиме, каде што вишоците храна ќе се најавуваат. Тој вишокот на храна можеме ние како организации, меѓутоа треба да исполниме 3 услови, да бидеме оператори со донирана вишок храна, така е регулирано во законот, каде што на кој начин ќе ја иземаме. Тоа значи дека ние мора да имаме решение од Агенцијата за храна и ветеринарство да ги исполнуваме минимум условите за складиштење, регистрирање на храната и да имаме решение од јавен интерес од Министерството за труд и социјална политика, каде што ќе обавуваме јавен интерес. Тие два услова не обврзуваат да имаме складиште и превозно средство и вработен човек, кој што ќе се грижи за тој дел. Проектот се реализира во 10 општини, а вклучени се 18 организации. Од Банката за храна додаваат дека со оглед на големиот број на партнери и вклучени организации, тие имаат капацитет секојдневно да собираат вишок храна и истата да ја доставуваат до крајните корисници.